тема. Точно е дека минатата година беше намалено загадувањето во Скопје, меѓутоа апсолутно нема никаква врска со работата на градоначалникот. Имавме преку 80 денови со надпросечен ветер и имавме уште другите денови имавме надпросечна ветровитост минатата година и тоа не има никаква врска. Градоначалникот не може да влијае на ветровите во Скопје. Минатата година имавме едноставно среќа да имавме повеќе ветер. Инаку, знаете, во кампања се е лесно ако се лаже. Може да се ветува се и се што. Или да се започне некој проект, лажен проект кој што нема да даде ефекти, како што беше предпријатието за парно грејење во Скопје. Или ако се почне мост, а не се решат имотно-правните односи, 180 куќи таму да не се решат. Тогаш ќе дојдете во ситуација да направите мостови кои што не водат никаде, како што е автопатот Кичево Охрид. Таму не се решени имотно-правните односи. Само уште еден дел, само една секунда. Инаку, јас лично би давал 100 денари на секој што ќе оди пешки. Ако веќе даваме бесплатен превоз кој што не чини, тогаш оној што оди пешки на работа, преку работодавецот би му исплатил 100 денари заради тоа што ќе го остави возилото дома. Ти има право на тоа.